Економијата влегува во драматична потреба од работна сила во сите сектори. Нема фирма која не бара работници и која не трпи последици од овој проблем. Секако дека има последици, тоа последици ќе се одразат на тоа да падот на индустријско производство, извоз, GDP и така натаму. Проблемот со недостигот зависи од сектор до сектор, значи по доходовните сектори се разбира дека имаат помалку проблеми, но трудно-интензивните дејности, особено градежништвото, угостителство и така натаму, веќе оваа сезона се судрија со голем недостиг на работна сила. Од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека владата конечно треба да излезе со пакет мерки кои младите ќе ги предомисли, работа и екзистенција да бараат надвор. Владата конечно треба да излезе со сет мерки за младите како би ги задржала во државата. Да возможи квалитетно образование, здравство, правна сигурност, вработување и плати со кои ќе се вреднува трудот, а за тоа да ги задоволи потребите за еден достоинствен живот. Да престанат партиските вработувања, да се цени квалитетот и да има долгорочни решенија со долг рок како младите да останат во државата, да ја градат економијата, а со тоа и своите семејства. Обидот, проблемот да се реши со увоз на работна сила дава поразително искуство, бидејќи 90% од досега пристигнатите работници Македонија ја искористија како транзит кон земјите од Европската Унија, а издадените визи идеално се вклупуваат во мигрантските планови. И тој процес сигурно ќе биде и понатаму. Прашањето дали тоа треба нас да не обесхрабри и понатаму да не се обидуваме да недостигот на работна сила да го надокнадиме со увоз на работна сила од надвор. Или ќе треба и понатаму да изнаоѓаме решенија како тоа да го спречиме и како оние што ги склучат договор за работа во Македонија навистина сакаат да работат во Македонија. Според гласен текстилец, увозот не е решение. Увозот не е решение поради тоа што ние имаме доволно работници и како список, да речеме, на невработени лица и активни, па и неактивни баратели на работа преку Агенцијата за вработување. Повторно, како изминатиот период ќе кажам дека ние имаме доволно работоспособна сила, која што треба Агенцијата за вработување, односно лицата кои што се таму, да направат некакво прочистување на списокот и да се види кои се активни, кои се неактивни баратели на работа и да бидат посвесни и компаниите и цело општество, тоест државата. Македонија има итна потреба од најмалку 50.000 вработени. Во просек, секоја година од државата се иселуваат по 10.000 млади и работоспособни кадри.